Фала, Данче. Фала, стварно убаво. Инспиративно. Многу инспиративно и са проблемот е како да продолжиме. Знаеш како, ако сме маж и жена, не секогаш можеме да се следиме во постапките, така да ќе стапиме во вера, окей? Амин, браво. Јас сум за акција, ја мисля дека наваму само снег донесов од Хрватска, наводно кога и Маја су ме донели, не, а не знае. Маја, како сте добри? Браво. Поздрав до Маја и до незиното семејство. Ептен ми бин на кеф кога ја видов тука. Знаеш, Маја, ако те видов тука, као да те имам гледано 100 години тука. Искрено така помислив. Данче ми каже, бе, Маја дошла? Буквално ова ти го кажа. И да бе, да, викам, устари Маја дошла. И се немаме видено одамна. Супер. По дома добри? Извештај. Добре, ќе биде и подобро. Амин. Ќе биде подобро зашто знаеме во кого да веруваме. Ако нешто е проповед, единствена проповед е Исус. И ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Се согласуваме? Да. Се што е над тоа е од другиот. Единствена проповед е Исус. И имало големи дебати како да се вметнат различни класични учења во теологијата и тоа има смисла. Има смисла за да ја помогне, да ја понекогаш да ја разубави или да ја даде некој агли, но иста дебата се отворила во текот на историјата, па и и сега, што има Христос со грците или со античка Грција, што има Христос со филозофите. Така да таа дебата секогаш ќе постои, но она што е опасност. Августин кажува и го одбранува она што го прави он, еден од најистакнатите, најеминентните теолози ни текот низ историјата, што пишувал многу добри, многу погрешни работи и само со тоа ќе видите дека не можете да се ослоните на историјата, на пишување, на безразлика колку биле истакнати некои дејци, него единствено традицијата, историјата можеме да ја гледаме само преку делото на Христос ни текот на вековите. Да. Зашто и самиот збор Библијата е пишан сведок за што? За Христовото делување помеѓу луѓето во светот низ историјата. И така да, затоа само Христос е проповед за нас. И само Христос ние ќе го проповедаме. Амин. Дори ние не го проповедаме Христос, Христос проповеда за самиот него. Зашто силата, желбата, идејата, се што е од него. И одлично, колку и да звучи, како се вика тоа, друг збор, секој невие, ние понекогаш како од мал джеб го вадиме Исус, онака, по потреба за ова, за она се, но навистина, Исус е единствената порака за секој еден. И ќе слушнеме Сабајле слушнам нешто, војна почнувала во Израел со ова, ја па се прашав кога не биле они во војна. Од историски гледано до сега и се прашав, добро ништо кога не биле во војна. Тие там, пази, со такво обкружување и плюс да имаш дрскост да, како се вика тоа, да провоцираш, па ти не можеш многу работи да очекуваш. Некој ми пиша на Facebook и после ми пиша на Messenger. Не знам зашто ти опишувам, а слушни го. Вика, ако неверието ти одредува верата, тогаш што очекуваш? Има голема вистина во тоа. Голема смисла. Ја го грабнав ова. Уште не можам да замислам што точно, конкретно сакал човекот да ми каже, ама го грабнав како нешто на што би припазил. Стварно понекогаш нашето неверие ја одредува нашата вера, а тоа нема веза со вера. Тоа е неверие и се продлабочува во поголемо неверие. Така? Зошто? Зашто ние правиме работи или избегаваме, ајде не буквално кажано конфликти, ами ќе ме разберете конфликти, зошто? Заради нашето неверие, зашто не мислиме, не дека ние имаме сила, не мислиме дека може Господ да го реши тоа. И одиме на раб, на помал отпор,
и релативизираме. Така да не дозволиме нашето неверие да одредува нашата вера, него да дозволиме Христос, кој е авторот и довршителот на нашата вера, Он да одредува нашата вера, Он да не води во нашата вера. Амин. И да, и Августин кажува, се брани, пошто го обвинуваат за фузија, како се вика, за мешање на платонизам, на неоплатонизам со христијанство, и им кажува, види, израелците кога излегуваа од екзодусот кој им беше, кој излегуваа од Египет, они со нив ги оставија, вика, израелските богови, така? Лошото го оставија, ама го земаа златото и среброто. Доброто го земаа. И има смисла кој ќе размислите. Се до моментот, додека не дојдеме до пустината и додека не видиме што направија израелците од златото. Те ли го обожаваа? Затоа Христос е нашата проповед. Можеме да се разубавуваме. Знаете, Господ направи убави, сега ние се шминкаме дополнително, така? Не, ја не се шминкам, не. Али убаво е да се шишаш, да, така, се, козметика, такви ствари, се. И тоа супер, има смисла. Но, поентата е да не тоа ни стане Бог. Не да тоа. Единствената, и за тоа малци ќе зборувам на почеток, гревот во јудеизмот, поточно, не се манифестирал како што ние сега знаеме, ти правиш ова, ти правиш она. Имало јасно што, например, во првите, од постанокот, до таму, до кога веќе излегуваат од Израел египјаните, како рибелион, како бунтовништво. Гревот бил бунтовништво. Што? Се бунтувале на тоа што Бог направил. И излегле од положбата каде што Бог ги создал Адам и Ева, така? Така да било бунтовништво главниот грев. Понатаму ќе видиме дека гревот се манифестирал како обожавање слики, кипови на странски богови и пренесување жртви на неодредени места од Бог. Така се манифестирал, има зашто го зборувам ова, но да дојдеме до тоа. Така се манифестирал во Стариот Завет гревот. И ако видите 10 Божи заповеди и после најверојатно најнепопуларната книга Повторени закони, што ако влеземе подлабоко на вистина има многу што да каже, зашто Повторени закони може да ги гледате како реформа. А ние сите знаеме дека законите треба да имаат реформа. Што? Мојсе им ги дал, не ги почитувале, виделе дека има дупка во законот, посебно дупката во законот била за жените, за правата на жените, зашто Бог не обесправува никого, тука сме јасни, тука сме... И мене ме прашаа како е во вашата црква. Викам, кај нас не станува збор жената дали има или нема право. Стварно не станува збор. Кога станало збор? Не, се работи за кој дарови ги има и кој повик го има од Господ. Тоа е поентата. Тоа е, како Господ би обесправил некого? Тоа нема шанси. Тоа тогаш не познаваме таков Бог ние. Така, тие другите кога познаваат, ќе дебатираме, да им докажеме. И поентата е што колку и да Бог сакал да се држи за заветот, толку поупорно претале израелците да не го почитуваат заветот, да излегуваат од заветот, да бараат други богови, да прават златни телиња, да прават, не знам што друго да прават, да оделе, главниот грев било луѓе, жртва се принесувало на неодредени места од Бог. Бог им кажувал, ако го следите Јаков, ако го следите Исак, сите, ако го следите Мојсе, им кажувал точно каде да се принесе жртва. Точно. И они не. Понивно. На друго место се паленица, на друго место жртва.
И така да се јавува еден пак ребелион. Тоа е бунтовништво, се јавува бунтовништво кон Бог. И Бог најверојатно седи, размислува или има веќе однова план, тоа е дебата, некој нели јагнето заклано пред да биде се, но како и да е, Бог решил што да направи. Знаел што ќе направи точно. И ќе видиме понатаму што точно ќе има направено. Тука сум пишал дека нелојалноста води во разрушување. И ние гледаме постојано. Знаете, за нелојалноста што плаќа евреите? Робство. Постојано робство. Никако глава не можеа да кренат од робство. Да. Јас сакам, зашто ова е историја на евреите, но ова дава слика на како ние можеме да заглавиме. Ја верувам дека кога го зборуваме ова, секој еден се прииспитува или секој еден го согледува тоа во наш контекст или во контекст на нашето време. Амин. И така да, имало разрушување на твојот систем на славење и обожавање. Ја не викам дека исправни не биле причините да некој дојде и да го слави и да го обожава Бог. Но тоа не е нешто со кое ние можеме да живееме на стара слава. Ние славиме и обожаваме денес и сега ради личното сега откровение, зашто сега извикуваме дека Исус е Бог. Ние никогаш не славиме зашто некна беше Исус Бог за нас. Знаете ли што се случи на тој што не го познаваше, што се повика на името на Бог и на Павле и на Петар и на компанија? Понашки го скапа, ќотек. Го тепа. Имаше една добра приказна, ние го збориме овој стих, ова беше пред добри 10 и повеќе години, и еден човек ревносен до нас седи, ама го слушна само тепање, ништо друго не слушна. Што е, бе, браќа, кој бе тепа, кажете? Кажете да му покажам јас. Ти текно ако ќе памтиш, како не памтиш, тоа беше една од легендарните. А ги има многу. И така да, нелојалноста го руши нашиот систем на славење и на обожавање. Не изместува. И со тек на време, малку квас го подквасува целото тесто и ние влегуваме во обожавање на нешто друго, а му ставаме име Исус. Затоа реков, единствената проповед е Исус. Не е ни проповедта за Исус, него Исус, лично. Зошто? Зашто Он е логосот кој се всели во нас и ние го проповедаме. Он. Логосот не го измисля Јован. 2 века пред тоа, век 2, го начнаа грците, но не знаеа кој е логосот. Како идеја го има, но не знаеа кој е. И Јован ни потенцира не конкретно. Исус е логосот. Ќе видиме што значи во конкретна смисла. Рушење на заедништвото. Нелојалноста носи кон рушење или носеше кон рушење на заедништво во Стариот Завет. Никако да се склопат 5-10 години заедно со Господ. Никако. Се нешто бунтовништо, се нешто и наеднаш доаѓаат пак во робство. Ајде пак, Господе. Ајде. Првен ќе одиме со 10 Божи заповеди, не бива. Ќе ви ги пратам пророците, ќе ги натепаат. Ќе ги тепаат. Постојано. Зошто? Зашто ќе видиме дека уствари покаяние не е тоа така едноставна работа. Да, бе се покаја. Покаяние начело пишува. После истинско покаяние, човек свети. Сте приметиле?
Амин. Свети човек. И знаете што ви ти не си истиот од вчера. Ти појма немаш дека човекот дома пред Господ се покајал за работи. Дека имал супер разговор со Бог. Ти не знаеш тоа. А го прашува, светиш ти друг си од денеска? Тоа ти е тебе потврда. И доволна. Така? Ја знам дека тешко е да се прекажат работи што се случуваат. Некој вика, ако не кажам исто да не случиле. Да. Али некојаш не мора. Зошто? Зашто ние сме повикани во тајната соба без разлика дали е горна, долна, дали е лево или десно, дали е воопшто соба. Или е собата што ја и Исус ми ја направиле, ја и Светиот ми ја направиле, таму каде што среќаваме. Може да работите да останете таму, зашто работите после тоа се видливи. Рушење на карактерот. Ова е можеби и најопасното. Нелојалноста го руши твојот карактер. Не стануваш веќе истиот човек. Стануваш нелојален, стануваш кога си нелојален, си несигурен, кога си несигурен си како ветар да те дува, бранови, лево, десно. Така да, карактерот е многу битен. И видите, ние од тука сме зборувале многу пати за Гидеон. Храбар војник. Ма се потепа. Првен беше плашлив, па мораше полека Господ да го гради и стана толку храбар. Знаете ли колку храбар стана? На крај да стане насилник и да обожава други идоли. Да. Ако читаме за Гидеон, на крај стана насилник и обожаваше други идоли. Го изгуби карактерот. Зашто го изгуби односот. Знаете ли како почна Гидеон, луѓе? Ги фрли сите лажни богови. Ја смени целата духовност во неговиот род. И му се посвети на Бог. Колку може, толку. Господе, 3000 дај ми. Добро, на другиот базен, на другата ова, ќе ти тргнам овија. Добро, не е проблем, во ред. Но, ако твојата нелојалност почне, ти не само што стануваш бунтовник, ти го губиш карактерот. И тука сум го пишал и за Барак. На крај стана колеблив. Гидеон веќе кажаме како насилник и обожавач на идоли. Јефтај почна да избрзува. Почна да донесува одлуки во избрзување. Самсон само да љуби и да се тепа. Го изгубија карактерот. Ајде да прочитаме за ова во Евреи 11:32. Да видиме дали сум ја во право во што го зборувам. Ако ги немаме, не е проблем, ја можам да ги читам, зашто ја касно многу ги пратив, дури се срамам кога ги пратив 10 минути пред служба на Андре. Евреите, еве го, да. Данче зборуваше за, Данче зборуваше Евреи 11:1, не сме се договарале. Данче е таква крие, кога се спрема вака дома, крие, да не видам ја. Да. Искрено, значи и пренесувам буквално преносна смисла крие. Точно, ама и она рече нема да читам или јаеве, ќе продолжам. Рековме од 32. И што да речам уште? Зашто нема да имам доволно време кога би почнал да раскажувам за Гидеон, Барак, Самсон, Јафтај, за Давид и Самуил и за пророците, кои преку вера победија царства, извршија дела на праведност, добија ветување
им затворија усти на лавови, ја угаснаа моќта на огнот, го избегнаа сечилото на мечот, онемошни станаа силни. Станаа силни во бој и натераа во бегство туѓи војски. Жени ги примија назад своите умрени преку воскресение, а други беа мачени и не беа избавени, за да добијат подобро воскресение. Други доживеа подбиви и удари, а покрај тоа и окови и зандана. Беа каменувани со пила, сечени надве. Деца имат... Нели требаше таму во собата да бидат, овие се стварно... Беа каменувани, добро искушувани, умираа од меч, талкаа во овчи, кози, кожи, во немаштија, во неволји и мачени. Онија за кои светот не беше достоен. Талкаа по пустини, по гори, по пештери и по јами земни. Павле е доста описен. И сите тие, иако се докажаа преку верата, не го примија ветеното. Зошто Бог предвиде нешто подобро за нас. За да, јас се тресам кога читам, за да не дојдат до совршенство без нас. И колку сме биле важни. Ама сад тука ќе запреме. Зошто ќе продолжиме со 12.1, ама за малце кратко. Али вие сакам да го размислувате ова. Гледате како Павле ги опишува сите овие што обратно ги опишавме. Што завршија на ваков или на таков начин. Павле се навраќа на нив како на херои. Павле кажува за себе дека толку добро го разбирал юдеизмот, што сигурно точно знаел што и како правеле сите овие. Буквално. Но има нешто што го сменило погледот на Павле. Нешто што Павле кажува дека за пресходното познавање на него, јас се друго што знаев пред тоа сметам за смет. И така да ќе одиме Јован, 1 глава, 1 стих. Ајде. Затоа ние почнуваме секојаш од почеток. Ја веќе не прашувам од кај да почнам, секојаш добивам истиот одговор од почеток. Го најдаме? Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Ова е тврдо. Беше Бог. Ова е непоколебливо. Ако за други работи се колебаме, ова самиот израз на Јован е непоколеблив. Пишувал о непоколебливост. И тука грчкиот збор е логос. Логос, кажан збор по импликација. Знаеме што е импликација? Импликација неизбежна последица од нешто што се подразбира и што произлегува од текот на настаните. Тоа значи дека Исус беше неизбежен. Исус беше во буквална смисла неизбежен. Мораше да се случи. Мораше да се случи. Затоа прем го прочитав Евреите. Самите евреи што дојдоа да Аврамовото крило, чека да се случи. И знаете што? Радосна вест. Тоа нешто се случи. Амин. Те логосот се симна меѓу нас. И таму после Јован ќе читаме кажува дека ја видовме славата од еднородниот. Полн со благодат и вистина.
Благодат и вистина е најверојатно се што еден човек може да биде исполнет и треба да биде исполнет, верувајќи во самиот Господ Исус Христос. Така да, логос, нели, има повеќе дефиниции, но клучното е дека е импликација дека нешто што беше неизбежно да се случи, нешто што мораше да се случи. Зошто? Не само повикот месијански на евреите пред тоа дека треба да дојде Месијата, зашто немаа увид во кој Месија вистински треба да дојде и затоа некои од нив уште го чекаат. Немаа увид, зашто немаа увид? Зашто читаа преку превезот на Стариот Завет. А кога читате вие преку превез нешто, вие гледате силуети. Што дојде Бог? Да отргне превезот. Што направи? Направи неколку клучни ствари. Одамна не сме ги збореле. Тоа беше прекин на завесата да можеме да влеземе во олтарот кај Севишниот, една од работите, така? Он го прекрши храмот. После тоа, во 17 година, скроз се урна. Знаете што значи тоа? Дека немаме храм за славење. Или дека имаме нов храм. Амен. Или дека имаме нов храм. Каде што сега сме повикани да славиме и да обожаваме. И ќе одиме во Јован 1:14. Малку. И Словото стана тело кое се всели меѓу нас. И ја видовме неговата слава, славата што ја има како единствено таткото полн со благодат и вистина. Ја ќе се задржам и Словото стана тело кое се всели меѓу нас. И ќе одиме на грчкиот изворен текст, на грчкиот изворен збор и да видиме што точно означува и веруете дека ќе имате многу откровение и ќе бидете уште толку охрабрени. Ако не сте го знаеле, ако сте го знаеле, ќе ви дојде добра потврда. Ескеносен е инаку, ова е мојот скршен грчки. Плюс старо грчки. Ескеносен значи шатор, храм. Вау, место на пребивање на Бог. Се всели меѓу нас, на грчки значи шатор, храм, место каде што Бог дојде да пребива. Знаете ли што кажува Јован Крстителот во 29:1 за Исус? Еве го Божјото јагне кое дојде меѓу нас. Ако ги поврземе работите, ќе видиме дека Исус е и жртвата, и олтарот. Исус е и жртвата, и олтарот. И зборот што се всели меѓу нас. Амен. Амен. Шатор, храм, место на пребивање на Бог. Ако извадиме од ова заклучок, каде е нашето место на пребивање? Во Христос. Амен. Во Христос, единствениот Бог, роден од жена, Всевишниот, еден и единствен. Тоа е Христос. Затоа беше тој почеток со и ајде да земеме друг заклучок. Ако евреите утнува и одеа на места да носат жртви каде што не беа одредени, и тоа придонесуваше робство за народот. Еве го нашето робство, ако не знаеме кој е нашиот храм и која е нашата жртва. Еднаш за секогаш. Секоја претходна надеж што имаме,
Ако видите, ние во животот и пред да сме станале христијани, сме имале надеж за нешто на која сме се држеле. Сме имале. Не можеме да кажеме дека ние пред тоа не знам колку бевме изгубени, а после кога ќе ги слушнам сведоштвата на луѓето, кажуваат 20 минути какви биле и само 2 минути што Господ направил за нив. Сте насетиле некојаш такви сведоштва? Има и обратни, нормално. Но понекога сведоштвата се колку ние бевме лоши, вакви, такви, уживаме се и 2 минути и Господ ме спаси и ја дојдов. И сега следно да и не знам што да правам сега. Да. Сведоштвата наши ќе бидат толку онолку искрени пред луѓето, колку што ние сме искрени пред Бог. Не може повеќе. Колку што сме ние искрени пред нашиот Бог, толку ќе бидат искрени нашите сведоштва. Затоа секогаш кажуваме, да не се лажеме. Зошто да се тргаме од изворот од кој знаеме дека е жива вода? Амин. Заминаа мислите, со го најде Јован 1.29. На другиот ден го виде и Јован Исус како доаѓа кај него и рече: еве го јагнето Божје кое ги зеде гревовите на светот врз себе. Вау. Вау. Еве зашто Павле можел да пишува за хероиве на верава. Знаете, и за вас некој после 20, 30, 50 години ќе кажува за херои на верата. И таму, случајно да има некој што ве познавал добро, и вака ќе се помислува, ќе се замислува за кој збориш, за овој истиот, ја тогаш што го познавал. Да, имаше такво нешто, се случија неколку чуда, видов такви работи, ама човекот вака и вака, мислам, што да ви кажам, разбираш. Зошто секогаш кажуваме да внимаваме од кого слушаме, кој што кажува и како кажува за нас? Ние треба да сме отворени за критика. Посебно ако намерисаме дека е добра критика, во љубов критика. Критика што го крева човекот. Има таква критика. Да, Петар пишува за таква, Павле пишува за таква критика. Ако видиме дека не нас не бендисува, него дека мириса лошо, луѓе не мора се да прифаќаме. Не мора се да прифаќаме. Дури и да дојдено преку она изрека на брату ти кажувам во љубов или сестро вистината. Да. Духовниот човек испитува се и него вика никој не го испитува. И така да ние можеме да испитаме и мотивот од кај е дојден, можеме да испитаме така и зошто е тоа кажано. Ја имаме. Моите имаме силата. Но од друга страна, го имаме Бог, каде што и кога сме збунети и не знаеме зошто е како е, да се привлечеме кај него и да му кажеме се на Господ и да дозволиме Он да делува во нас и во таа ситуација. Така да Исус е јагнето кое беше жртвувано и е храмот каде што беше донесено јагнето да биде жртвувано. Он е тој за нас се. Во Исус се спојува се во буквална смисла. Нема друга спојка, нема друг сврзник, нема други рскавици за нас, христијаните, освен Исус кој е темелот. Исус не спојува во секоја основа. Он е и жртвата, он е и храмот. Го повторувам неколку пати зашто знам дека е битно. Ќе одиме во Јован, денеска со Јован 10.9 и го знаете ова каде што кажува Исус дека Он е пастирот. И на едно место кажува во Лука и во Матеј, поинаку е опишано,
овде е опишано во проповед за дека он е пастир, но објаснува дека он е исто така вратата на трлото. Значи, он не е само трлото, он е и вратата на трлото. Знаете што? Он е и кваката на вратата. Исус е и кваката на вратата. Исус е и силата за кваката на вратата во нашиот живот. Колку и да мислиме ние дека е поминато од мода, не е поминато од мода кој ќе кажеме дека Исус, на Исус беше силата и на тој што ги коваше шајките во него. На Исус беше силата. Колку и да биле, само ми дојде, колку и да бил Ирод, надмен и безобразен, и Пилат, во голема смисла. Јас сум сигурен дека ќутењето на Исус пред нив ги стресло. Како што мене ме тресе сега. Ќутењето на Исус, кој ќе ви ќути човек, или куче, што викаме? Беге понастрана. Јас сум сигурен, и уште па кој им кажал, а што ти Господ си? Ти така викаш. Јас сум сигурен дека ги стресол. Да. Историјата сака да го донесе како неважен тој настан. Бил толку важен. Ја ја памтам проповедта на Вики која ни кажа дека се смириле крвните непријатели Ирод и Пилат за оваа личност. Крвните непријатели се смириле. И Вики кажа дека и силата беше таа, мирот на Исус ги смири нив. Колку и дони политички цели имале да се смират. За да го стават во тесно овој непознатиов навидум. Го најдаме 10-9. Убаво вака да шушкава, само и да сум побрз малце. Уште повеќе беше. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен. И слушате го овој преубав стих, што, ајде можам да кажам, јас на каков начин го размислувам, не знам, може би секој на различно начин. Кој ќе биде спасен, ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. Вау. Он е вратата и трлото. И знаете кога нешто вие имате, вие веќе не се грижите дали е ваше или е на некого. Него сте цврсто убедени дека е ваше. И кога го имате тоа, вие можете да влегувате и да излегувате. И секогаш ќе биде ваше. Ја го гледам како Исус ни дава слобода не да излеземе од Негово земјишство, него да излеземе да донесеме заедништво за другите, што не можат да влезат сами. Вика, ќе излезете и ќе најдете пасишта. Тоа во еврејската култура било преубав поглед на тоа да се види пасишта, зашто борбата била за земја. Борбата била за добри пасишта, а богатството било во колку овци глави, колку кози глави, колку крави глави имале. И ќе најдете пасишта, каде ќе може да пасите. Каде може да среќавате други што пасат и да им кажете, луѓе, јас доаѓам од едно земјиштво,
и сакам во тоа земјиште да ја внесам и вас. Може ли да дојдете да ви покажам? Имаме една врата, што ќе ја поминеме. Таа е тесна, зашто нема да ја поминеш со мене. Ќе ја поминеш сам. Имаме едно трло, што е прекрасно. Имаме еден пастир што се грижи за своите. Има еден пастир што се грижи за тоа колкав број сме. Има еден пастир што се грижи